признание на институции за посебен придонес, заедничка соработка и поддршка на настаните кои ги организира клубот на следните правни лица: Општина Тетово, Општина Јагуновци, градоначалник Димитар Костадиновски, Центар за развој на Поморски плански регион, на установа Национален парк Шар-планина, Сојуз на борци Тетово, Национален сојуз за планинско спасување, Дирекција за заштита и спасување, Планинска спасителна служба Црвен крст Охрид, Планинска академија Скопје. Имаме присутните да ги подигнат признанијата. Да функционира еден клуб, потребни сте сите ви. Ви благодарам. Клубот доделува јавно признание за долгогодишен соработник на следните: Јован Спасеновски Джагула, Косте Серафимовски, Војко Ефтовски, Богдан Ристовски, Драшко Ристовски, Драшко Настовски, Зоран Илиевски, Јован Чедамјановски и Ќати Бесими. И победуваме на сцената. Продолжуваме понатаму. Се доделува јавно признание благодарница за прибирање и донирање на архивски материјали на трајно чување во архивата на клубот на следните лица: Бранислав Светозаревиќ, Јованка Савовска, Жико Николовски, Димитар Свирков, Косте Серафимовски, Будимир Апостолски, Игор Бунески, Ивица Хажилјовски, Државен архив на Република Македонија, Кинотека на Македонија, НУП Свети Климент Охридски Скопје. Ги покануваме присутните да ги подигнат признанијата.
Сите оние предмети, целата архива во планинарскиот клуб Љуботен се собира така што членовите на клубот кои што функционирале од своите приватни колекции ја донираат на клубот. Тоа донирање се евидентира, се прави еден записник и се прави одлука во која што тие предмети остануваат под трајно владење на клубот и влегуваат како основно средство на клубот. Така да, благодарение на овие луѓе, благодарение на нивните претходници, ја донесовме таа одлука 2022 година да го отвориме тој музеј на планинарство и на скијање во Македонија. Благодарам. Се доделува јавно признание за првото искачување на највисокиот врв на Алпите, Монт Бланк, 4810 метри, во 1980 година, на Младен Апостолски Ганга. За овој успех постхумно доделуваме плакета и на Бошко Јовановски Бипа. Во Молдавија. Особена е честа што денес со нас ги имаме присутни представниците на Планинарскиот сојуз на Србија и Планинарскиот сојуз на Република Српска, па ги покануваме да си ги земат своите признанија. Продолжуваме понатаму. Нашиот клуб со големо задоволство